Здраво на сите, добре дојдовте на уште едно видео на каналот Татонч, уште еден подкаст. Бидејќи деновиве се навршуваат јубилејни 5 години, мислам дека е интересно да споменам дека мојот соговорник со кој што ќе разговарам денес е мојот прв соговорник, значи некој кој што прв гостувал на овој канал како гостин и затоа секогаш со задоволство го канам и со задоволство се навраќаме нели на овој канал. А тоа е Дарко Симуновски, Токен Падок. Дарко, добре дојде на каналот Татунч. Добре ве најдов, поздрав до сите што го следат каналот Татунчо и да ги замолам сите што го следат, ако се нема до сега преплатено, да се преплатат на Татунчо. И така, и ќе продолжиме на ти, затоа што никогаш не сме оделе на вие, нели? Да, секако може. Така. Ајде, Дарко, некои работи кои што се актуелни да ги обработиме, а кои што се предмет на твој интерес, значи први, дали Америка е се уште центар на светот? Јас тоа би сакал да те прашам. Така, види, знаеш како, гледано економски, да, Америка се уште е на врвот, и покрај тоа што веќе во производството заостанува зад Кина, во некои одредени работи има мртва трка, но сметам дека се уште дефинитивно Америка е лидер во светот и мислам дека нема замена, барем во скоро време, не гледам тоа, не можам да го видам. Така. Што представува новиот закон во Америка, односно, кога велиме Америка, мислиме Соединените Американски држави. Да. Big Beautiful Bill. Да. Знаеш како, види се, имаше една ситуација што траеше 4 години, да кажам, од преходниот председател и Америка беше во една незавидна ситуација, каде што ја губеше својата доминација. Бизнисите почна веќе во тие години, последните 2 години почна и да си одат, да бегаат од Америка. Имаше, како што гледаме, знаеме за отварањето на граница, на јужната граница, буквално Америка сад немаше граница, секој можеше да влезе, и се случи еден хаос, а тој хаос имаше други реперкусии и на економијата, и на квалитетот на живење на тие што веќе живеат во Америка. И во таа ситуација тогаш луѓето навистина им беше преку глава и со тоа му дадо доверба на Трамп. Трамп економски тоа што го вети во најголема мера го исполни и гледаме со овие нови реформи и нови закони. Еден од тие овој Big Beautiful Bill, големиот убав закон како што го нарекува Трамп и неговата администрација. И тоа секако може да придонесе многу за растот на БДП на Америка и исто така со овој закон се стимулира бизнисите, секаков тип на бизниси, особено тие што се занимаваат со технологии, како што се полупроводници, ама исто така и овие предприемачи, мали и средни предпријатија, каде што можат да дополнително да добијат ветер во грб од државата за да можат да ги реинвестираат своите добивки од своите бизниси. И токму тие се делумно ослободени од данок, исто така за лицата што работат прековремене работа, а тоа го знаеме, има многу такви, што работат прековремене работа, втора работа, трета работа, нешто настрана од тоа главна работа што ја имаат, и со овој закон се кажува дека тие нема да плаќаат данок на таа дополнителна работа што ја имаат. И исто така лицата што земаат беше, ако се сеќавам добро, $27,000, мислам дека беше така за тие што се, како да речем, на ниво на социјалка, за тие луѓе да нема никаков данок. И сметам дека со тој закон се направи нешто што мораше да се направи, а тоа е да се стимулира економијата во САД, затоа што во преходните години, тоа што го кажа во воведот, беше во многу незавидна ситуација и сметам дека со ова ќе се даде една шанса за развиток, повеќе стимул за сите бизниси, а со тоа истовремено и доде економијата, затоа што ние сите
што знаеме економија, знаеме дека предприемачите и бизнисите се тие што го градат буџетот, односно БДП на државата, а со тоа да може државата да има поголем буџет за трошење за сето тоа што би било потребно во една држава да оперира безпрекорно. И така да не би се задржавал многу, сакав тие се главните работи што би ги спомнал за Big Beautiful Bill. Има многу таму подчленови и членови што конкретно се случува, што се прави, но меѓутоа овие се главните работи што макроекономски знаат и то како многу да променат во иднината понатака во САД. САД, особено нели со доаѓањето на Трамп, се отворија кон она што значи криптосвет, особено биткоин, и сега гледаме дека се најавува донесување на закон за stablecoins, односно како беше Genius Act. Genius Act, да. Така, значи малку повеќе за тоа. Да. Сега со тој закон што се донесе, значи сега моментално буквално се дава едно зелено светло за стейблкоин, односно стабилните валути. Тие се фактички токени, криптовалути, популарно наречени стабилни монети, stablecoins на англиски, а тоа значи дека тие се репрезентација на фиат валута, односно во случајов на американскиот долар. До сега, пред ова администрација сега на Трамп да дојде, буквално овие работи беа тотално нејасни и сите што работеа во тие бизниси бара појасни регулации и појасни насоки од Security Exchange Commission, Комисијата за хартија од вредност, и од сите други релевантни институции што се занимаваат со сите тие финансиски институции и се што е поврзано за ликвидноста на доларот. Во оваа ситуација, со овој закон, се дава во можност секој еден што има stablecoin, што има USDT или USDC како најпопуларни стейбл валути, стабилни монети, де факто со тоа се посадува и сега де јуре и де факто се поседува американски долар. Ова е, можам да кажам дека е навистина маестрално нешто што го направи Трамп за да го спаси доларот, затоа што доларот беше се поизвестно дека ја губи својата доминација и ја губи својата моќ меѓународно, и покрај тоа што денешно време, ако гледаме, скоро 60% од кредити во светот се деноминирани во американски долари и преку 80% од трансакции се исто така деноминирани во долари. Овие се статистики што и кажувам според SWIFT, така да се уште има таа силна доминација, но меѓутоа сега со ова со Genius за stablecoins што се донесе новиот закон, сметам дека доминацијата на американскиот долар сега ќе се зацврсне и исто така ќе помогне за напредок на САД, и со тоа фактички кога има повеќе бараност на одредена криптовалута, се извинувам, на одредена фиат валута, кога има поголема побарувачка, во тој случај тоа е добро и за стабилноста на таа одредена фиат валута, во случајов за доларот, тоа би било одлично, затоа што со тоа ќе може истовремено да се даваат повеќе обврзници, затоа што најголемиот дел од тоа што ги имаат овие што треба да чуваат е покрај доларот, според законот, и исто така може да имаат обврзници, амерички обврзници, што значи поборувачката за американските обврзници повторно ќе расте, затоа што пазарот е се уште на самите почетоци. Моментално стабилните валути има околу 280 милиарди маркет капитализација, односно толку долари се во криптопазарот, и според многу аналитичари и според мене мислам дека ова за брзо време ќе видиме дека стабилните монети, stablecoins, би можеле да имаат и преку 1 трилион во оптек во склоп на криптопазарот. Но ова не е само за американскиот долар, што дефинитивно го фаворизира со ова. Со ова исто така е многу голема победа за криптоиндустријата, затоа што во моментот тогаш кога ќе имаме повеќе ликвидност
повеќе долари во криптодолари, тоа значи дека институциите веќе официјално влагаат тука и со тоа значи дека тие стабилни монети, за да објаснам за тие што не се запознаени, тие постојат на одредени блокчейн мрежи. Така да во случајов Ethereum, Solana, најпознатите блокчейн мрежи начело со Ethereum, затоа што Ethereum е 100% регулиран блокчейн во Америка. Значи, со тоа значи дека поборувачката за Ethereum и попознатите блокчейн мрежи ќе порасне понатака со тек на време, институциите ќе бидат покомотни да можат да ги прават нивните трансакции внатре во одреден јавен блокчейн како Ethereum, и тоа е една голема победа и можам да кажам дека со ова криптото веќе се зацврстува на сцената каде што веќе полека влага и Wall Street и веќе гледаме институции дека почна да влагаат и понатака ќе продолжат и други институционални играчи во финансискиот свет да влагаат покрај стабилните валути. Ова можеме да го сватиме како една порта, една врата каде што се отвора една голема ликвидност, а на криптоиндустријата за цените да одгоре најмногу им треба ликвидност, така да со Genius Act овде е вин-вин ситуација, вин е за Америка, за американскиот долар, но меѓутоа вин е исто така и за сите тие што имаат криптовалути, особено на Ethereum и овие попознати блокчейн мрежи. Така да во понатака кога би споредувал со другите, мислам дека дефинитивно САД е далеку пред сите и ова нивна паметна политика што е пред се во интерес на САД, мислам дека со тек на време ќе се докаже дека била навистина овај закон навистина бил гениален закон, како што го нарекуваат Genius Act. Така, во поглед на тоа, во однос на тоа, сме разговарали, јас и ти знаеме дека американскиот долар е во слободен пат од 15 август 1971 година па наваму, кога врската помеѓу златото и доларот беше раскината. И која е всушност иднината на американскиот долар? Дали американскиот долар останува да биде доминантна светска валута или ова се последните обиди да се спаси оно што е тешко за спасување? Да, одлично прашање. Ова е многу поврзано со тоа што го зборував пред малку за Genius Act, за новиот закон што се донесе, и тоа дефинитивно ќе го катапултира американскиот долар во една друга димензија. Зошто го велам ова? Затоа што во оваа ситуација секој поединец на секаде во светот ќе може де факто и де јуре да поседува американски долари. Ние знаеме како е многу тешко за многу луѓе во многу држави да дојдат до американски долар, особено во држави каде што имаме хиперинфлација. Гледавме такви многу примери. Така да сметам дека овде тоа би било сламка за спас за тие луѓе што живеат во една таква средина на хиперинфлација, каде што нивната локална фиат валута се паѓа во вредност секојдневно и животите станува многу потешки за тие луѓе. Кај нас во Македонија, во Европа, ние тоа не можеме да го видиме, затоа што ние имаме стабилна валута. Денарот е тотално врзан со еврото, така да еврото е за сега стабилно, добро се држи према доларот. Во еден момент годинава имаше доста падна, па се врати, али генерално добро се чува. Немаме ние хиперинфлација тука. И покрај тоа што имавме инфлација пред 2 години скоро, но меѓутоа не сме имале хиперинфлација. Тоа не сме го доживеале и затоа не можеме да видиме вредноста да се има долар. Но меѓутоа веруваме, Владко, многу луѓе во Африка, во Азија, во Колумбија, како што беше Венецуела, се извинувам, во Венецуела примерот, тие луѓе навистина им треба долари таму, но во оваа ситуација тоа значи дека повеќе долари, што повеќе луѓе држат повеќе долари, тоа значи се повеќе во употреба ќе биде доларот и ќе се зацврстува таа доминација на доларот. Сега и кога и беше актуелна темата на БРИКС лани, особено многу често луѓето сите сака да зборуваат, сака да даваат некој така да кажам површни предвидувања дека доларот е сега готов, БРИКС излага
и така натака. Сега со ова што го направи Америка, со Genius Act, со stablecoins, дефинитивно ќе му помогне на американскиот долар, дури ако излезе БРИКС валутата, да не може во компарација да биде на американскиот долар. Затоа што ова е технологија што ќе прерасне во стотици трилиони долари криптоиндустријата и така да голем дел, голема порција од овие пари ќе бидат американски долар. Така да се уште американскиот долар можам да потврдам дека барем во наредните 2 децении е загарантирано неговото прво место. Така, анализирајќи го системот на американската влада и американската централна банка, односно централните резерви, моето чувство е дека всушност особено овие либертаријански или републикански политичари не се многу заинтересирани за она што е основата на државата, тоа се даноците, туку повеќе ги интересира издавањето на обврзници преку кои што подоцна се финансира јавниот апарат. Сега значи во овој сегмент од видеото би сакал само да те прашам како е предвидено да се токенизира овој сегмент, значи обврзниците, а со тоа и акциите на берзите. Да, со тоа што со овој Genius Act се отвора вратата, како што реков, кон крипто светот од традиционалните финанси, од фиат валутата национална долар во случајов, се отвора вратата кон криптоиндустријата. Веќе Вајоминг беше прва држава во САД, дел од сојузните држави на САД, каде што веќе донесе закон уште ланската година дека според нивна регулација во нивната држава може да се има токенизирани акции и други активи што се финансиски средства што може да бидат презентирани во блокчейн. Само сакам да појаснам за тие што не се запознаени што значи процесот токенизација. Процесот токенизација значи дека се што постои во физичкиот свет, во случај пример, еве да речеме $1 може да биде презентиран и заменен на јавен блокчейн. И тоа да биде презентиран како еден токен. И фактички таа презентација на доларот што постои во реалниот свет, што е презентиран на блокчейн, тој токен се вика стабилна монета и тоа е фактички прво токенизирање што ние масовно во светски рамки го гледаме во реално време. Се извинувам. Исто така, веќе BlackRock веќе почна со издавање на корпоративни акции, исто така на одредени благајнички записи, Treasury Notes, каде што ги стави на блокчейн. И се извинувам, и овој тренд ќе оследат и други познати банки и сметам дека тие што се лидери банки во светот дека ќе го земат овој пример и ќе продолжат кон токенизација на сите средства што ги имаат. Самата токенизација представува, како што реков, на блокчейн одреден токен на било што постои во светот. Значи може да биде токенизирана една сала. Што значи тоа? Да има фракционално сопствеништво. Секаков тип на недвижности може да биде токенизиран. Се што постои од реалниот свет, депозити може да бидат токенизирани. Буквално се што е во реалниот свет, во буквална смисла на зборот, може да биде токенизирано, односно да биде презентирано на блокчейн како вид на еден токен. Така да со ова се отвара вратата каде што американската економија, традиционалните финанси ќе бидат на блокчейн и со тоа после економијата на САД многу рапидно да расте, затоа што замисли зборуваме за токенизација на акции, да кажеме. Моментално околу 130 трилиони американски долари тежат сите американски акции и сите други во светот. Околу проценките дека се околу 130 трилиони маркет капитализација на сите акции што постојат во светот. Најголемиот дел од овие секако се во САД и тие и понатака ќе продолжат да растат затоа што секој еден човек од цел свет ќе може да има фракција, барем дел
од таа акција што веќе постои и што се тргува. Например, ако имаме акција од што е, да речеме, $200, тоа значи дека некој може да земе делче од таа акција, не мора да ја земе цела, со токенизирањето на акции. И со тоа значи дека фирмите ќе имаат многу поголем наплив на свеж капитал и исто така да расте нивната маркет капитализација. Едноставно, можностите за токенизација се бескрајни. И нова тема еднаш зборувавме и кај тебе, прв пат тоа мислам дека кај тебе го зборувавме. Да, имаме видео кој се нарекува токенизацијата како бизнис модел. Да. И тоа сакав да кажам, значи, уште тогаш спомнав дека тој што ќе биде во првите држави, што ќе ги донесат правилните регулации и ќе го направа тоа, ќе го има најголемиот бенефит. И сега замисли Америка, најголема економија, најголема берза на акции, ќе биде токенизирана во скоро време. Треба се донесат уште детално други законски акти, што треба сето тоа да биде јасно, концизно и да може да се реализира. И сметам дека во наредните 2 години ќе видиме како лека по лека традиционалните финансии првично од САД ќе почнат да се токенизираат. Овие во Европа што заостануваат во многу работи, ќе мора да ги следат, ако не ќе ги изгази времето. И сите други што нема да ги следат, буквално ќе ги изгази времето и ќе бидат оставени во заборав. Така, и сега на крај за овој дел од видеото, значи биткоин како носителот на нешто, значи криптоиндустрија, кој е иднината на биткоин и генерално на криптоиндустријата? Да, со оглед на тоа што дефинитивно најголемиот пазар за криптоиндустријата е и бил во САД, и така и понатака ќе остане, особено сега со новата пријателско настроена администрација во САД, доминацијата и понатака ќе продолжи да биде најголема на САД, но со тоа, како што кажав, сите тие што се инволвирани во криптоиндустријата, инвеститори и сите што градат проекти тука ќе бидат во исто така голем бенефит, затоа што тоа што го спомнувавме, значи со токенизација, сега што го пред малку го зборувавме, тоа е тоа што ќе оди на тие јавни блокчейн мрежи. Нема да оди во некој централизиран леџер како што пример Европа сака да направи или како што е веќе во Кина. Туку ова ќе биде на јавни отворени блокчейн мрежи. Тоа значи секој од секаде во цел свет да може да има пристап на традиционалните финансии преку криптосветот. Но ова значи дека секој еден ќе може и директно да биде во блокчейн мрежите, да може да ги користат и сите бенефиции од криптовалутите. А со тоа значи дека кога имаме поголема корисност, употреба, повеќе луѓе ја користат одредена блокчейн мрежа, тоа значи дека таа одредена криптовалута, еве пример за Етериум ќе кажам, морам да го спомна како пример затоа што тоа е веќе регулиран блокчейн во САД и сега тоа што веќе цената оди нагоре, веќе се приближуваме кај мислам дека наскоро ќе се приближиме кон веќе рекордите што беа и ќе се направат нови рекорди. Сметам дека тоа го придонесува со токенизација и со глобализација на самите крипто. И, како што кажав, многу очекувам раст на криптопазарот. Сметам дека, барем до крајот на годината, сметам дека криптопазарот може да тежи повеќе од 6 трилиони американски долари и сметам дека во текот на 2026 во одреден момент можеме и да стигнеме околу 10 трилиони маркет капитализација на криптосветот. И со тоа исто така се знае доминацијата на биткоин и понатака ќе продолжи да доминира, затоа што биткоин е единствено дигитално средство што е максимално децентрализирано, не може никој да го одземе од никој, не може да има цензура на тој блокчейн и е доказ за работа, proof of work, што е зацврстува неговата доминација. За сите што не се детално запознаени зошто е биткоин посебен, јас имав и на мојот YouTube канал Токен Падок Македонија сега Дарко Симуновски, исто имав цел серијал каде што имавме една епизода заедно
првата епизода ја направивме заедно, изборувавме за сите бенефиции на биткоин. Така да биткоин останува на првото место, ќе се рушат рекорди, како што очекував. Мислам дека ако американската влада почне да купува биткоини за национални резерви до крај нова година, можеме да видиме рекорди преку $250,000 за еден биткоин. А ако тоа не се случи, во тој случај можеме да видиме негде повторно нови рекорди од околу 140 до 160,000 американски долари, нови рекорди до крај нова година, за 2026 да продолжи овој бул маркет. Затоа што според сите макроекономски анализи што сум ги направил, Владко, очекувам многу позитивна година за финансиските пазари до крај нова година и за следната 2026 година. Така, сега јас имам неколку прашања кои што ме мачат периодов. Многу пати сме зборувале за тоа дека биткоин е дигитално злато. Да. И со самото тоа ја негира белата книга на Сатоши, каде што е проектиран да биде дигитален кеш. Да. Бивањето дигитално злато нужно го споредува со физичкото злато. И додека физичкото злато има редица конкретни примени, особено со развојот на модерните технологии, електрониката во денешно време, значи буквално не можеме да имаме чипови, не можеме да имаме компјутери, не можеме да имаме мобилни телефони од новите генерации без примената на својствата на златото. Значи специфичен метал кој што е отпорен, значи не се распаѓа, не аргиосува, не ги менува својствата, супер проводник и ја има таа уникатно својство, нели, настанува при создавањето на супернова, односно судир на две звезди, значи еден така редок настан во Вселената. И знаејќи ги сите, целиот овој список кој што не е комплетен за примената на златото, значи намерно не спомнував монети, намерно не спомнував накити и слични работи, која е практичната примена на дигиталното злато, односно на биткоинот денес? Освен да го чуваме и да чекаме вредноста да порасне. Владко, може да биде се уште како платежно средство да биде користен биткоин, дефинитивно. Затоа возможува Lightning Network, вториот слој на биткоин. Моментално Lightning Network е далеку најбрзата мрежа што постои во светов, каде што може да направи најмногу трансакции, реални, докажани трансакции, за разлика од други блокчейн мрежи или втори слоеви што тврдат поинаку. Lightning Network може да е оправдан таа бела книга на Сатоши, каде што Сатоши го објаснува како дигитален кеш. И да, јас и за тоа зборував, морам ова да го појаснам, да, биткоин е исто така дигитален кеш. Зошто? Затоа што, еве вака, наједноставно ќе се обидам да објаснам. Пример, сега ние сме заедно. Јас имам банкнота одредена, да речеме $100. И ти ја давам таа банкнота од $100. И ти во моментот те земаш таа $100 и фактички во тој случај се случува трансакција и порамнување. Што значи? Значи таа банкнота е во твојот джеб, не е повеќе во мојот. Не е таа испринтана некаде дигитално впишана. Туку едноставно, буквално имаме трансакција и порамнување. Settlement на англиски би дошло тоа. Тоа го направи прв биткоин. Во дигитална форма беше невозможно да има settlement. Имаше само трансакции, но немаше порамнување. Сега со биткоин се направи и трансакција и порамнување. Но меѓутоа, како што е сега воспоставен целиот пейсаж на финансиските средства, на сите класи на финансиски средства и заедно тука криптоиндустријата, каде што јас се опишував уште одамна пред 3 години во книгата моја како нова класа на финансиски средства, и еве така испадна со новите регулации дека криптоиндустријата дефинитивно е нова класа на финансиски средства и биткоин е тука ставен како чувар на вредност и пред се е наменет да се чува како вредност, како злато, затоа што ние имаме, предпоставувам дека сите што имаат злато не одат
насекаде не се шетаат со златото за да купуваат нешто, купуваме фиат, купуваме со фиат валути. Но меѓутоа златото го чуваме. А паметни луѓе не чуваат фиат валути, не штедат фиат валути, штедиме злато. Во овој случај ние имаме дигитално злато што можеме да го штедиме, но меѓутоа ако имаме потреба можеме да правиме и трансакции. Например, во Латинска Америка, Кенија, се извинувам, Нигерија, во Африка, Виетнам во Азија се најдобри примери каде што секојдневно се користи биткоин преку Lightning Network за трансакции, затоа што тие трансакции буквално коштаат дел од цента. Една трансакција кошта дел од цента преку Lightning Network и фактички дефинитивно биткоин е користен и се уште ќе биде и понатака ќе биде користен како платежно средство, но меѓутоа во овој песаж, во овој начин сега како што е се распоредено, пред се на неговата улога е чувар на вредност. Мене ова ме подсетува на, да речеме, доларот во старите добри времиња. Значи, американците пуштаат долар во оптек, а малите и сиромашни нации мораат да произведат добри услуги кои што подоцна ќе ги разменуваат во долари и самите американци ќе го земаат, односно самата Америка ќе го зема кремот за тоа што во собствена валута се прават тие трансакции. Исто така мислам, ми се чини дека намерно се пумпа биткоин за да се покрие или да се компензира неминовниот крах на доларот. Значи читав значи анализи деновиве дека е направена, значи не инфлација, тука е направена намерна девалвација на доларот за да биде по-конкурентна американската економија на надвор, што значи нештото што во изминатиот период го правеше Кина. И сега ова сето ова работа мене ми мириса на замена на парадигмата. Доларот е мртов и мораме да измислиме нов долар, а тој нов долар го гледаме во лицето на биткоин. Па новиот долар би рекол во стейблкоинс, јас би рекол. Јас така би рекол, не во биткоин, затоа што биткоин пак останува нешто сепаративно, одделно од ова се што го зборуваме. Да, доларот си има своји проблеми, апсолутно така е, во право си, но меѓутоа, ако ние споредуваме со другите држави, еве да ги погледнеме пример најразвиените држави. Горе-долу сите се околу 100% задолженост од БДП. Сите се високо задолжени. Европа знаеме, Италија конкретно знаеме дека е скоро 100% задолжена. 90 и неколку проценти чинам беше Италија задолжена според БДП. Така да веќе ги гледаме тие проблеми на секаде, затоа што овој фиат систем како што е направен, од кога излезе од златниот стандард, не е реален онака како што треба да биде, туку едноставно знаеме сите дека се оди на прекумерно принтање на фиат валути, без разлика дали се долари или било кој, значи сите тоа го прават, затоа имавме инфлација висока, затоа имаме девалвација, затоа вредноста на нашите пари на секаде во светот се смалува вредноста и тоа ќе продолжи да се случува. Инаку точно е сад дека намерно го девалвира доларот и понатака ќе продолжи да го девалвира намерно, за да може да биде конкурентен за извоз. Да, тоа е точно. Но меѓутоа, кога ќе ги согледаш сите тие работи, ќе сватиш дека тие моментално од она што го направиле како проблем во општеството од тој финансиски систем, начинот на кој што функционира, едноставно нема друг начин освен девалвација. Така да, јас затоа многу пати зборував и со години уназад зборував зошто е битно да се инвестира. Затоа што инвестициите, секоја инвестиција, добра инвестиција, добро избрана акција, криптовалута, ако е стварно добра, што е користена и така натака. Цената неминовно ќе оди горе, затоа што фиат валутите немаат дно. Нивното принтање никогаш нема да запре. Девалвацијата и понатака ќе продолжи, нема да запре девалвацијата на фиат валутите. Сега, сите ние во реалност имаме потреба од реални добро и сведочиме дека Соединетите Американски држави се однесуваат како класична колонијална сила. Тоа и се. Да.
ние имаме редица проблеми, дали се тоа компании кои што сакаат да прават рудници, слични работи, значи секако гладни вампири за реални ресурси. И зошто ние, наместо да се занимаваме што прават американците во нивната економија, не се насочиме кон тоа да инвестираме во реални ресурси, и тоа реални ресурси кои што ни се близо, опипливи. Значи реални ресурси кои што, еве, да ја одведеме работата до една екстрема, во една апокалипса од типот нема струја, нема интернет, нема модерни технологии, она што ќе биде важно е да се има храна и да се има питка вода. Да, Зошто јас мислам дека и јас сум голем криптоентузијаст, но во последно време размислувам на тоа дека едноставно тоа што е вистински вредно е реалниот и конкретниот производ, и производ кој што се повеќе и повеќе на пазарот се нуди под форма на ГМО производи, да. на синтетички производи, значи нешто што е за масовна употреба, еколошки ја девастира, уништува планетата, што значи некако овој глобализиран свет во кој што се нешто расте или паѓа, значи кризи, едноставно јас почнувам да се сомневам дека тоа е еден голем заговор против нас обичните луѓе. Да, апсолутно. Значи, обичниот човек почна да паѓа во замката уште одамна, пред уште минатиот век, на средината од минатиот век, веќе почна тоа да се случува. Јас тоа често го зборувам кога зборувам со многу луѓе за ова со технологија и што се случува и така натака. Проблемот е, Владко, што нашите предци насекаде во светот, и во Македонија и насекаде во светот, избегаа од село, отидоа во град. Им се продаде приказна дека живеењето на град и работење во фабрика е многу подобро, помодерно и така натака. Луѓето се тргнаа од земјата. Луѓето се откажаа од својата независност. Својата независност луѓето може да имат со поседна земја. Јас тоа уназад години од првиот момент кога сум бил на твоето интервју, па до ден денес, еве, ќе се направат 4-5 години, ќе се направат, јавно кажувам дека мора да се има, да се поседува земја и дека секој еден треба да се труди, барем нешто малку минимално да произведи, ако не може во моментот, ако е зафатен со други работи, да се поседува земја. Јас тоа многу често го зборувам, особено каде што е возможно тука во Македонија, но меѓутоа силата, пресингот на перење на мозоци е многу силен и луѓето мислат дека ако живееш во центар, во стан, дека е многу подобро и по-кул, по-интересно, подобро и така натака, него живеењето во село каде што би имал неколку хектари земја, пример. Така да, тоа е главната работа каде што распадот на хуманизмот и распадот на човекот поединец и семејство, каде што може да се грижа сами за себе, од тогаш почна да ерозира и тоа продолжува да ерозира. Инаку, ќе има недостаток на храна и тоа ќе биде решено како? Со 3D принтери, ќе биде со вештачка храна, ќе биде со синтетичка храна. Тоа што денес го јадиме ние како генерација, како секојдневно, за 50 на години ќе биде невозможно за обични луѓе да може да си го дозволат да купат. Ќе мора да имаат принтана храна или ќе имаат ГМО храна. Органска храна нема да имаат. Органска ќе имаат само најбогатите. На тоа се оди, да. На крајот, една дилема која што ја обработувавме можеби многу повеќе во првите наши подкасти, кога беше многу поголем ентузијазмот за криптосветот, сме правиле мовет кој е Сатоши. Јас сега сум убеден, гледајќи ја големината на оваа технологија, дека Сатоши не е човек. А гледајќи го списокот на кој поседува најмногу биткоин, значи Сатоши е прв на листата, и се останато се или американски компании или американски институции. Значи, од она што значи најголем број на биткоини ги поседуваат тие. Да, Сите технологии кои што дошле до сега и се во цивилна употреба, најтипичен пример е интернетот, претходно радио, значи се она што биле сонар, не знам што, значи сите можни технологии, сателити, сите тие технологии биле
направени за и од воениот индустријски комплекс во Америка. Единствениот, мислам, реален сектор кој што е останат во Америка. Да. Така што мојот сомнеш е дека и биткоин е нивен производ и што ме нивен производ, гледаме кои се, например, повторно преку интернетот, гледаме кои се контролите кои што ги превземаат над овој сектор. Значи, бомбардирани сме со реклами, речи си ништо веќе не е бесплатно, или ќе гледаш многу реклами, или ако сакаш услугата да еве, конкретно ние работиме на Zoom, за да се изгуби Дарко. Значи, не знам дали ќе можеме да го докажеме прашањето. Владко, дали се слушаме? Да, ти кочеше интернетот претходно. И, јас се извинувам, ова лаптопот нешто ми исклучи, брат. Аха, значи на телефон си се. Сега сум на телефон, се префрлив. Може да Добро. продолжиш со рекординг. Да. Не, рекординг е останат, така што ти Океј. само се приклучи на тоа. Океј. Значи да Да. го продолжам прашањето. Кога Јасно. почнавме да го користиме интернетот во раните 2000-ти години, масовно, се беше бесплатно. Се беше супер достапно, значи беше едно големо уживање. А сега се она што е како производ на интернет или е ограничено и со многу реклами, или е со плаќање. Сакав да го кажам примерот на платформата кај што снимаме, Zoom. Значи, Да. претходно јас и ти имаме снимано редица интервјуа на Skype, што беше бесплатно и беше супер, сега мораме да се доплаќаме, за да имаме вака без прекини и така натаму и така натаму. Да. Мојот впечаток е дека биткоин и блокчейн е технологија која што е во пораст, а која што е подготвена тука за да повторно, нели, тој свет кој што колонијалистички го хара светот, се извади сам себе си од замката која што себе си ја постави со тоа што го кажуваше ти, со печатање на фиат валути, и дека ова е обид да се спаси Америка Да. од свој виден банкрот. Да. Јас се согласувам дека можно е да биде такво сценарио за креирањето на биткоин. Не можам да кажувам, не можам да тврдам, затоа што има многу теории во тој поглед. Која е вистината, можеме само да предпоставуваме, немаме нешто конкретни докази. Моето верување е дека не е тоа така, затоа што ако се вратиме, ако ги изучуваме популарно наречено cyberpunks, ако ги проучуваме, тие од 80-тите години низа на плејада на програмери што биле пред своето време, се обидуваа да направат дигитален кеш. Но меѓутоа има постојано паѓање на тие обиди, неуспеси. А тој неуспех бил каде што беше тоа двојно трошење, што со појавата на биткоин се реши. И ако се вратиме наназад низ историјата на Cyberpunks, ќе видиме како имаше Фини, името се не ми текнува, Фини му беше презимето, исто Андерсен, кај што влегува во првите програмери каде што го програмираа биткоин, ќе видиме дека тие и претходно имале обиди за дигитален кеш, но не успеале. Така да сметам дека биткоин е производ на нивната работа деценијска претходно. Но меѓутоа не исклучува можноста дека може да биде како продолжена рака на системот во случајот како што зборуваме да биде извадено нешто што е од многу пати сум слушал таа тема, дека фактички од воената технологија што веќе претходно ја имаат сад. Да, постои таа можност, не велам не. Но меѓутоа, на крајот на денот, еве пример, најпознато возило, настрана од овие електрични возила сега, што нешто сака да истуркаат друга агенда, што нема врска со спасување на планетата. Пример, имаме ние Volkswagen. Volkswagen е направен, дизајниран од пожелба и барање на диктатор што убива луѓе. Значи, во тој случај, ако гледаш,
Тоа е многу негативно, но меѓутоа Volkswagen има многу луѓе што го возат и се презадоволни и го користат Volkswagen. И тие го направиле. Да, бил прво државно, па после го направиле да биде корпорација, фирма и да може милиарда луѓе да го користат и да го возат тоа возило. Што сакам да кажам со тоа? Дури и да е така, што не можам да кажам дали е таа ситуација, дали е ова, ја што мислам дека е уствари напредување на тоа што било преходно залагање децениско на Cyberpunks, односно на сите тие програмери што работеле, без разлика дали едната или другата ситуација или некоја трета сосема друга ситуација, ние де факто имаме нешто што можеме, единствено нешто што можеме реално да го поседуваме, затоа што ако бидеме реални, имото што го поседуваме, државата кај што живееме може да донесе декрет, дали е тоа цар, дали е тоа премиер, да се смени закон, устав да се смени и да може да се одземе имотот. Сите финансиски средства што овој свет, односно парите го вртат светот, а сите работат за пари, де факто зависат од системот, од државата. Тоа не може да биде прекршено на никаков начин, се додека луѓето не разберат дека треба да се вратат на својата земја и на својата независност. Така да, сакам да кажам дека тоа е начинот за независност, но меѓутоа исто така треба да имаме, кога веќе е таков светот како што е на финансии и на пари, на фиат валути, дефинитивно ние треба да мислиме и да правиме план за иднината како можеме ние да имаме средство каде што не може да биде одземено од трето лице или некој друг ентитет. Значи, тоа е поентата тука што е дава ова технологија. Ме разбираш? Не знам дали ме разбираш Да, мојата сосема визија, се што сакам разбираме. да кажам. Сега ќе ти дадам уште еден пример. Јас мислам дека нити со фиат валутите, нити со било која реална вредност, системот, државата, институциите не се обседнати со тоа да го одземат, затоа што немаат никаква корист од одземањето. Тие имаат само корист кога економските ресурси се ставени во системот и произведуваат профит. Во тој смисол, профитот кој што... Извини, не се согласувам тука. Пример, сега во некоја држава да се смени државното уредување, да дојде до комунизам. Де факто тоа значи се што дека не постои, никој не сме да има приватно собствеништво. Тоа е многу добро објаснето во книгата на Карл Маркс. Денешно време гледаме многу неедуцирани млади лица бараат комунизам. Во комунизмот е многу добро објаснето дека приватна собственост е невозможна и сите треба да бидат исти. Ама не сме ние сите исти, сите сме ние различни. Така да ако се смени системот, да, можеш да го изгубиш и имотот, апсолутно да. Да, мојата поента е дека ниеден имот, ниедна материјална вредност, односно било која материјална вредност е бесполезна ако во неа немаме конкретни човечки индивидуи кои што работат со неа и произведуваат добри услуги, без разлика дали е тоа нивна собственост или јавна собственост како што било во социјализмот. Применет комунизам никога се нема случајно. Значи, она што е применето е социјализам и во Русија, и во Советски сојуз, и во Југославија. Значи, без луѓето да управуваат на еден или на друг начин со тие ресурси, ние немаме произведување на профит, а без тој профит државата едноставно, односно системот кој што би го приватизирал тоа нема да функционира. Така што во сите услови, според мене, државата има интерес да ресурсите бидат дадени на некакво располагање на луѓето. Она што е важно е да создаваат разлика, односно да создаваат профит кој што подоцна ќе биде одданочен. Тоа е интересот на државата и во случајов, значи, сите држави, еве конкретно во Италија, индустријата, криптовалутите и тоа како функционираат, но се донесени специјални закони со кои што размената на криптовалутите и тоа како е одданочена. Така што ќе го кажам примерот, значи тука си вовед го направив примерот, нели, Сатоши не знаеме кој, ама знаеме кој е Џон Мекафи. Џон Мекафи беше голем крипто ентузијаст, голем крипто експерт, значи творец на еден од првите антивируси, значи човекот занаетот, се разбираш од целата таа работа, нормално екстремен лик, проблематичен, и во еден одреден момент одлучува дека
државата нема право на неговите пари да ги даночи. Префрло Да, се во крипто, мислам дека го беше голем љубител на Монеро затоа што нудеше да, анонимност или тајност на трансакциите и знаеме како заврши. да, Заврши како сите луѓе кои што со име и со презиме се обиделе да направат некаква револуција во финансискиот систем. На сличен начин заврши и собственикот на страната Silk Road, кој што ја, да речеме на некој начин, ја тргна деликвенцијата од продажбата на дрогите. Го фатија и тој е на доживотен затвор. Што значи, сите тие луѓе кои што во проблематични индустрии донеле некаква револуција беа фатени. Единствен кој што не е фатен и кој што не верувам дека има некаква активна потерница по него е Сатоши. И да. овде, значи, или човекот добро се крие, или човекот не е човек. Јас сум сигурен дека е организација, затоа сум сигурен дека е групација, не е индивидуа, тоа можам 100% да го потврдам, затоа што тоа кодирање што го има тој направено е невозможно да го направи еден сам човек. Така да, од тука сум 100% сигурен дека станува збор за група на луѓе. Е сега, кои се таа група на луѓе, кои се нивните мотиви, тоа останува само шпекулација. Би било, не знам, од моја страна не можам да го кажам затоа што би било само шпекулација. Како што кажав, има и такви теории. Да, ја знам теоријата на Мекафи, тоа е истото дека нели службата за разузнавање дека го има направено. Таа теорија веќе со години кружи, но меѓутоа нема силни докази дека тоа е така. Има само теорија. Немаме силни докази, нешто што може да докаже дека да, тие се тие што го направиле тоа. Така да, види, знаеш, пак јас ќе кажам, на крајот на денот, што е толку битно кој го направил нештото, кога нештото функционира безпрекорно и може да биде во корист на милиони луѓе. Проблемот е што, Владко, секогаш луѓето се фаќаат за опашката. Не, битно На е крајот. кој го поседува. Зошто? Затоа што јас и ти работиме, или било кој што работи во Македонија, создава реални добра во Македонија, затоа добива денари и со тие денари оди купува биткоин. Да, Купува парченца, купува малечки да, сатоши од тој биткоин, а ги да, спомнав, значи еве можам, ако сакаш можам да ја отворам листата на неголеми, значи тоа се да. нели така наречениот сатоши, американската влада, тоа е Coinbase, тоа е Binance, собственикот на MicroStrategy, Binance како личност, Saylor, Майкл Сейлор беше? да, Майкл MicroStrategy. така, значи тоа се луѓе или институции од Америка, така што нашето инвестирање во таа голема индустрија, значи еве јас сум бил член на големите групи за крипто во Македонија, не гледам луѓе кои што нешто посебно се офајдиле. Има еден политичар кој што при доаѓањето на власт во имотниот лист кажа дека има 10 или 12 биткоини, така нешто. Да, Со тоа да. што јас не верувам дека тој човек не знам како стигнал до 12 биткоини со сегашни цени, тоа е милионер е човекот, така. Да. Така што мојот сомнеш е дека малиот човек, обичниот човек има повеќе штета отколку корист од инвестирањето во крипто. Наместо да инвестира во оно што го кажа ти, се согласувам апсолутно во реални ресурси, во земја. А, зошто мислиш штета? Па затоа што на крајот на денот сме биле сведоци на такви флуктуации на цената. Да, Обичен човек ја нема таа едуцираност во таа сфера како тебе. Може би го нема тоа слободно време. Легнува да спие, да, утре треба да оди на работа и преку да, ноќ има неколку илјади евра или долари загуба. да, да, Паничи ги продава, цената се враќа назад, значи загубата од 2-3 илјади долари. Значи вредноста е како енергија. Се губи на едната страна, да, односно не се губи, само се претвара од една на друга страна. Така што да. можеме да дојдеме и до муабетот едукација и до се останато, ама значи
милиарди луѓе живеат во овој свет, треба да најдеме нешто што е хумано, кое што не подразбира дека секој од нас треба да биде Ајнштен за финанси. Да, ама види, за една работа што мора да се свати, да се разбере. Тоа е, на пример, сега, еве, јас лично, јас не знам да редам, пример, еве, плочки, ќе кажам. Така, не знам да работам, тоа не знам да го направам. Не сум го работил. Може би ако застанам да вежбам понатака со години, може би ќе бидам добар плочкар. Не велам не. Или не знам, не сум механичар, јас сум одличен шофер, сум возил секакви превозни средства, али не знам механика. И за тоа да го научам, јас можам да го научам, имам капацитет да го научам, но меѓутоа немам желба. Ама ако застанам да учам, за неколку години ќе знам и основни работи на механика да ги поправам на мојот автомобил. За секоја една работа мора да има едукација. Не можеме ние сега да кажеме да, ни треба едукација за ова, ни треба едукација за ова, да го сработиме, да го направиме, ама ние сега ќе инвестираме, ама не мора никаква едукација. Не може тоа така, Владко. Не може да правиш нешто што треба стручност и да си играш со парите. Затоа во светот, во западниот свет претежно тоа е многу редовна појава, често секоја втора фамилија има вложено во акции. И одат кај финансиски советници, одат кај луѓе што се занимаваат со тоа. Сакаш крипто, барај човек што е релевантен, што има кредибилитет човек, прашај го него за крипто. Плати го советот. Што е проблемот? Да се плати советот? Сите не го кажав тоа, значи. Секоја услуга се плаќа. Јас сакам да кажам друго, дека за се што правиме, мора да имаме соодветно знаење. Не можеме ние да си го правиме на своја рака. Не можеш ти да ги ставаш својата заштеда, пример си направил заштеда 20.000 евра и сега заштедава си слушал YouTube, ти се допаднал типов како зборува и сега ќе ставиме во некоја XX криптовалута. Не може, не оди тоа така. Ме сваѓаш? И затоа јас често го зборувам и со лесно срце можам да го кажам и сум го зборувал уназад, секојаш биткоин го зборувам и ќе го зборувам. Знаеш до кога ќе го зборувам? Додека не дојде 2-3 милиони. Кога ќе дојде биткоин 2-3 милиони, тоа ќе престанам да зборувам. Затоа што веќе заминал возот за биткоин. Не е уште заминат. Ако сака некој нешто наместо да ги става, да ги штеди во фиат валути или да прави некои екзибиции со меме токен или со некој добро спонзорирани криптовалути, каде што им се ветува брда и долини на луѓе кои што не се едуцирани, подобро оди на сигурни. Купи биткоин, купи етериум, наредниве 5 години ќе биеш окей. Не знам за понатака, ама ќе биеш окей. Пример, купи нешто погоре што е посигурно, затоа многу пати сум го кажувал, ако сакаш да купуваш крипто, гледај да биде во топ 30 на криптовалути, ама да не е меме токен. Сето тоа сум го објаснувал. Значи, мора да има базична, основна. Јас не велам дека сега луѓето мора да прават анализи, не. Ама мора да имаш базично познавање. Зашто, човече, ти ги ставаш париве? Замисли, јас зошто сум разочаран се уште? Институции влего, генерално во светов, луѓето уште не го сватија криптово. Гледаш дека имаме ние меме токени, Владко, во топ листама на топ 100 имаш 20 на меме токени. Па тоа е поразително. Значи, ние си имаме работа со луѓе што се коцкаат. Еве, јас, на пример, не ги следам добро работите сега. Се појави, нели, кога беше избран повтор пат Трамп за председател, се појави меме коин Трамп, кој што, ама апсолутно, еве, таквите се пат типичен доказ. Сите тие пари кои што некој ги вложил во тој меме токен, одеа да го финансираат лично Трамп. Да. Па тие се, знаеш како, пак кога ќе видиш, значи фактички технологијата како технологија е неутрална, ама дали ќе употребиш ти во своја полза или може тоа нештото да биде деструктивно. Тоа на крајот на денот ние колку толку имаме слободна волја да одлучиме што би правеле, како би правеле и за се треба минимум едукација за било што. Значи, од најосновни работи, од првите чекори кои сме проводиле, па до ден денес, што и да работиме, мора основна едукација. Сигурно, пред 20 години, кога си застанал Skype, не си знаел ти да го користиш, не знаев и јас да го користам. Ама сега, пример, знаеме и Skype и други, еве сега, ова апликација
Zoom или Google Meets, без разлика, сите знаеме веќе. Зошто? Имаме веќе искуство, с него пробале едното, другото, знаеме што правиме. Ама кога станува за финанси, сите тоа го игнорираат као дека еј сега што сега ќе учиме, ќе се замараме или ја ќе плаќам некој да ми кажува совети. И тука е проблемот. А инаку генерално ако секој пат се прават правилни одлуки, не може да се изгубат пари. На долг рок. И треба да се разбере дека секоја инвестиција треба време. И крај крајева, сега да што и да посадиш во градина, ќе треба да почекаш неколку месеци да порасне тоа. Дали е тоа цвеќе, дали е тоа зеленчук за јадење, или можеби дрво, ќе треба децени да чекаш можеби да нарасне тоа дрво, да биде тоа што сакаш да биде. Така да за се во животот треба да се знае кај се оди и да се знае што се прави и да се има трпение. За се треба време, нема ништо преку ноќ. Ме разбираш? Така да тие главни работи ако си ги има луѓето не е ништо штетно криптото и може само да биде во добивка. Така, значи, Ме јас разбираш? не сакам да правиме, значи, полемика, туку напротив ги поставив овие провокативни прашања за да биде дискусијата поинтересна. Значи, не е Браво. моја работа да го менувам твоето мислење или мислењето на гледачите, туку да поставам интересни прашања за да Да. бидат, за да биде интересно. Значи, не сакам да бидам сватен погрешно, како што обично периодов бивам сватен погрешно, значи, слободата да се изразуваат соговорниците на овој канал е секогаш загарантирана и се надевам дека тоа е пријатно чувство и претпоставувам и затоа и покрај твоите гостувања по телевизии и на други места се наврќа да гостуваш кај мене. Секако, со задоволство. Владко, секогаш тие луѓе што нешто прават различно и што прават не како секој еден што го прави, нешто различно што прават во животот, секогаш ќе има луѓе што ќе сугерираат, ќе кажат своји мислења. Факт е дека ќе бидеме погрешно разбрани, јас сум бил погрешно разбран, ти си бил погрешно разбран, и секој еден што имал јавен настап, без разлика дали е на YouTube, без разлика каде, може да биде погрешно разбран. И фала му на Господ што сите сме различни, не можеме ние сите да бидеме исти. Секој има за една одредена тема 100 луѓе да застанат, најверојатно ќе имаме 100 различни мислења и тоа е окей. Но меѓутоа на крајот на денот секоја една информација денешно време е проверлива и сето тоа што пример ти си го кажал може некој да го види или јас тоа што сум го зборувал да го види. Така да со тоа се гради со тек на време кога се докажуваат тие информации што ти си ги зборувал или јас сум ги зборувал или било кој друг што ги зборувал може да бидат проверени и со тоа кој ќе се видат дека тие информации се точни, екзактни, тогаш интегритетот на личноста расте, а во случајов и твојот интегритет, затоа што ти опфаќаш теми што не секој би ги опфатил. Така да таа е реалноста и секој еден што сака да има разновидно нешто, разновидно поле, спектрум на гледање на нештата и на теми различни, така да еден од твојот канал е еден најдобрите во Македонија. Не знам за поширок, ама за Македонија тоа сигурно можам да го тврдам. Така, тоа е веројатно и затоа што јас секогаш велам дека треба да имаме дискусија, не полемика, и да се почитува мислењето на другиот без разлика колку и да не се согласуваме. Значи, еве да речеме, ти велиш дека небото е сино, јас велам дека е зелено. Јас Да. ќе речем да, Дарко, јас го почитувам твоето мислење, но јас преку моите очи, преку мојата диоптрија гледам зелено и тоа е тоа. Значи, веќе па за личните перспективи и за вкусови па и не може толку да се дискутира. Каде можат гледачите кои што сакаат да ги следат информациите, кои што ги споделуваш, кои што можат да те следат, да те консултираат за најразлични совети, каде можат да те следат по социјалните мрежи? На социјалните мрежи на Facebook, на Instagram и на Twitter и на YouTube каналот да ги следат ако сакаат Како се профилите, подолгите. имињата на профилите за да може да те пребаруваат? Секаде е Дарко Симуновски, некаде е Дарко Симуновски токен падок. Инаку по име презиме секаде ќе ме најдат и на Twitter и на YouTube
и на Facebook Тарко Симуновски. И така да, секој што има, јас досега секој што бил отворен за сите, колку што можам максимално респонсабилен сум бил, сум одговарал на сите и понатака колку што можам на сите ќе одговарам и да им давам правилни насоки се што е поврзано со инвестирање. Така да, ти благодарам што уште еднаш беше гостин на овој подкаст. Ми беше задоволство. Поздрав до сите гледачи.